Само 2% се победници. За да победиш во секоја ситуација и да ја надмудриш реалноста, е повеќе внатрешна игра. Во видеово ќе споделам како да влијаеш на реалноста, како истата да ја надмудриш, бидејќи ти си креаторот, создавачот и главниот учесник во сите настани што ти се случуваат. На крајот од видеово ќе споделам една пракса која ќе те подеси овој процес да биде автоматизиран, а по некое време и природен. Повеќето луѓе само реагираат, сакаат да одговорат, да настане некаков инстант ефект, за да некако магично и инстантно се сменат надворешните околности. Но да победиш во секоја ситуација е всушност нешто поинаку. Под број 1. Постави се над играта, односно постави се над случувањето. Доколку сакаш да победиш во секоја ситуација, постави се себе си, подеси се дека од секоја ситуација ќе се извлече знаење, мудрост, апгрейд. Дека секоја ситуација не е за да ти само реагираш или некакви инстант и избрзани решенија, туку твојот пристап да започне од агол на смиреност, перцепција и учење. И прашај се себе си, која е подолгата игра овде? Што на долги стази ќе се случи? И како јас да влијам на тоа? Нешто ќе се случи утре, сега, веднаш и инстантно. Како оваа игра јас да ја терам маратонски? Кои вештини треба да ги имам, што треба да сватам и што да научам од секоја една ситуација? Надигрување на реалноста представува еден вид шаховска игра. Па затоа, покрај прашањето што ќе произлезе од сето ова на долги стази, постави си на себе си уште едно прашање. Што треба јас сега да жртвувам за да добијам во поголемата игра? Односно, како да ја видам поголемата слика? Сите победници размислуваат на овој начин. Како да ја видам поголемата слика? Која е мудроста која што треба да ја здобијам од оваа ситуација и како да се реши сето ова во најдобар ред за сите и за најголемо добро на сите. Овој начин на размислување буквално ќе те позиционира сосема поинаку. Едноставно нема да бидеш вовлечена во никакви драми, во никакво емоционално исцрпување, во никакви нервози, во никаков гнев. Едноставно ќе се позиционираш во ситуација и во систем да смислиш мудро решение. Или едноставно да добиеш на време, каде што постапно, полесно, ќе се разрешат деталите од истите ситуации. Под број 2. Внеси емоционална алхимија. Додека сите други по ситуацијата се исплашени, гневни, страдаат или едноставно се вовлечени во безумие, ти едноставно свати дека секоја брза реакција може да те одведе во нешто погрешно. Емоционалната алхимија или трансформација од тешки емоции е секако ментален мускул. Колку почесто се применува, толку побрзо се доаѓа до мудрост, односно сталоженост и стабилност, без брзоплети постапки или брзоплето откажување, односно закупа. Под број 3. Надмудрија реалноста
преку елементи кои што отсуствуваат. Испитај дали фалат одредени информации. Што е тоа што фали во целото случување? Едноставно, по пат на елиминација или детекција на сите мали настани информации што фалат, дополнителни информации, подруди се кога си во смиреност и стабилност да дојдеш до нив. Луѓето се истрчуваат најчесто во предпоставки. Предпоставката буквално може на сите полиња да те зафркне. Темпирај го точниот момент. Темпирај точно што кога да направиш. Бидејќи кога си во смиреност, кога применуваш енергетски и емоционален менеджмент, тогаш тешко дека нешто може да ти избега од раце. Чекај го моментот кога ќе настапиш со реални факти, реални предлози и реални размислувања. Под број 4. Сменија секоја ситуација, претворија секоја интеракција во добивка. Ако не можеш да го добиеш излезно решение А, продолжиш да бараш излезно решение Б, излезно решение С и така натаму. Никогаш не се откажувај, бидејќи реалноста сака на првиот чекор ти да се откажеш, да биде тешко, а вообичаено е тешко. Но доколку дадеме повеќе излезни решенија, секако дека ќе влеземе во смиреност. Само кога сме во смиреност, можеме да ја надмудриме реалноста. Кога сме во грижи, кога сме насекирани, кога мислиме дека тоа, кога стравот едноставно буквално ќе не преовладее, кога тагата или грижата ќе не потонат, ние не можеме. Тоа е така наречена бета-бранова должина на мозокот, а ние во бета-бранова должина, односно само во аналитички ум, не можеме да разрешуваме сложени ситуации или ситуации кои што ни носат проблеми. Значи, основно е да бидеме во алфа или помеѓу алфа и тета, за да дојдеме до било каква солуција, креација, решение, за да излеземе на крајот победници од секоја ситуација. И сега одиме на дневниот протокол. Кога имаме таа ситуација, бидејќи сакаме да сме победници во секоја ситуација, убаво би било да се оставиме да приноќи. Значи да не се трудиме инстант решенија да носиме некакви брзоплети, него едноставно проблемот да приноќи. Кога ќе станеме са бајле, прво што бараме е фокус на излезот, односно излезната цел од проблемот. Секако потребна ни е една смиреност и колку што е можно оддалечување, значи мала дистанца од проблемот кој што ни носи толку грижи или дадената ситуација. Значи мора да има дистанца за да можеме да ја видиме малку поголемата слика и отстрана. Кога се дистанцираме од сликата од проблемот, настанува и емоционално дистанцирање и така си помагаме на себе си да влеземе повторно во една сталоженост. Можеме во тој даден момент да си кажеме на себе си: можам да го разрешам секој проблем. Или да му дадеме природа на проблемот. Проблемот е емоционален, проблемот е технички, проблемот е математички, проблемот е финансиски. Значи можеме да му дадеме назив за да можеме отстрана да гледаме поголемата слика, бидејќи кога сме вовлечени во играта, кога сме вовлечени во ситуацијата, чувствуваме огромен стрес, а кога мозокот е во бета-бранова должина, во стресна ситуација, едноставно не може да изнеде решение. И сега постави си ги на себе си трите магични прашања. Што на вистина се случува? Наведи факти, не приказна. Второ прашање. Кој е скриениот подарок за мене? Подарок се мисли мудрост. Што скриена лекција јас ке научам од разрешување на овој проблем? И под број 3, што ќе ме одведе 2 чекори понапред? Значи,
што да превземам за да ме однесе на 2 чекори понапред од настанот. Главниот принцип во целиот протокол е да не ја кршиме реалноста. Повеќе, целта е да ја обликуваме, да додадеме, нешто да одземеме, нешто да смениме или поинаку да насочиме. Моментот кога ќе започнеме на овој начин да размислуваме, тогаш реалноста нема друга опција, туку едноставно да се смени. Ова е еден вид уметност на победување во секоја ситуација.